Поштувани присутни дами и господа, нека ни е честит Денот на независноста. 3 децении самостојна и независна македонска држава е без сомнение значаен јубилеј и прилика да направиме пресек што постигнавме во изминативе години и докаде стасавме на патот кон демократска и просперитетна држава. Се разбира при тоа да ги согледаме грешките што ги имаше и да се договориме како до подобар и посреќен живот во иднина. Јубилеот го одбележуваме со многобројни активности кои опфаќаат различни аспекти од нашето постоење. Јас и моите соработници одлучивме да дадеме скромен придонес во таа насока преку организирање на серија настани кои ги насловивме Слоеви на современоста, 30 години независност низ уметностите, сакајќи да нагласиме клучната улога на културните и уметничките практики за демократизацијата и емансипаторските политики во општеството. Сметавме дека е вредно да се артикулира културното богатство на модерноста во овие 30 години независност, кој се разбира почива на еден континуитет, но има и своји специфики како дел од нашата современост. Имајќи предвид дека живееме во време на постојана политичка, безбедносна, економска и последно здравствена напрегнатост, некако како да ги оставаме културата и уметноста во втор план, иако токму тие сегменти го облагородуваат човечкиот живот и овозможуваат траење низ времето. Убеден сум дека државата не треба да биде представувана само преку државниот апарат и институционалната структура, затоа што таа се обликува и низ многу други индивидуални светогледи, обичаи, естетски и културни вредности на незините граѓани. Во сршта на секое човеково екзистирање е нишката на културата и уметноста како траен запис за човековата креативност и неговиот творечки дух. Од тие причини, во рамките на Слоеви на современоста 30 години независност низ уметностите, подготвивме изложба, театарски перформанс, посветен на основоположникот на современата книжевност, јазик Блаже Конески, како и концерт на млади музички уметници. Драги пријатели, иако навиду мала, ризницата на македонската ликовна уметност содржи значајни автори и дела во рамниште со најголемите светски имиња. Делото богатство е привремено сместено и во работните простории на многу институции, вклучително и во кабинетот на председателот. Тоа, освен што е облагородување и естетизирање на просторот, представува и начин за презентирање на големите македонски ликовни имиња пред гостите, посетителите и официјалните делегации и од дома и од странство. За Денот на независноста, избор од делата што се наоѓаат во кабинетот, ги изложуваме на едно место и ги отвораме за јавноста. Се надевам дека тоа ќе ги мотивира повеќемина, особено од помладата генерација, да се заинтересираат за нивните дела и воопшто за македонската уметност. Дозволете да изразам благодарност до Националната галерија на Република Северна Македонија, што го понесе најголемиот товар околу оваа изложба. Благодарност и до сите други институции инволвирани во подготовката, Министерството за култура, Управата за заштита на културно наследство, Национална установа Завод и музеј Штип и Службата за општи и заеднички работи при владата. Уште само да напоменам дека на денешното отворање на изложбата Ликовни блесоци, покрај изборот на дела подготвени и поставени во фоето и свечената сала во кабинетот, на видео бим ќе може да проследите избор од делата на околу 150 клучни автори на нашите современи визуелни уметности. Во исто време имаме прилика во текот на оваа вечер да ја следиме и изработката на уметничкото дело на нашите уметници од најновата генерација, кој ќе биде донирано во хуманитарни цели. Уживајте во слоевите на нашата уметност, нека ни е вечна државата, нека е вечна македонската уметност.